Го издвоивме затоа што е посебен, специјален и заљубен веќе 55 години. И ден денеска со жар ни раскажуваше како ја запознал и како го минал животот со својата избраничка, баба Васка. Не ни ги откри годините, но ни кажа за тајните на успешниот брак, кои вреди да се слушнат и применат. Прва игранка напримаше дамете бира, кој гледам, она ми се поклони и ми покани за игранка. И почнемо да играмо и вика многу ми се свиѓаш, првото многу си згодна, многу си фина према мене, нали? Она трае, посотив ја пак да га бирам на игранка. И така со игранката, идемо од игранка за дома сега. 10 сат дојде, до 10 сат беше работава. После кој ќе биде 10, значи тоа не опримаа дома напред. Мало имавме знаци, значи презнак дека се сакамо, нали? И он нападля око на мене, ја на нега. Нали? Ден после Петровден, на местото каде ја крунисале својата љубов со брак, ја прославија својата дијамантска свадба. Ако нам ни ги покажуваше фотографиите кога и двајцата биле млади, сега ќе го наполнат албумот со фотографиите на среќните лица, на нивните деца и внуци, на семејната прослава. 55 години не е мала работа. Тој што преживео и доживео, тој знае како е. Значи, кроз 55 години брак имало и успони и падови. А тие све сме и пребродиле со големо разбирање со мојата сопруга. Затоа што не е лесно 55 години. Стар човек да видиш 55 години, па колку е стар. Не да поминеш со особа, ни знаена, ни чуена и ни видена. Но со голема толеранција прошол нашиот брак како песна. Имаше еден филм Песма лета. Значи, она ќе ми попушти кој сум ја нервозен, ја нега ќе попуштим. Смо имале големо разбирање и толеранција. Хармонијата во домот на дедо Томе се чувствува оддалеку. Затоа ги советува помладите да бидат трпеливи и толерантни. Вели дека жената и мажот треба заемно да се слушаат, да си угодуваат. Мора да имаш толеранција во животот. Зошто е обавеза? Обавеза да идеш на време на ручек, да идеш на време на работа, да дојдеш дома, да га изнесе жената, да ga почастиш, да ја купиш нешто, тоа се е на мужите е обавеза. Па посебно ако не работата обитачно е. Сака она ти немаш да ја дадеш. По право да збориме сега. За жената обавеза што не може нигде да иде. Муж има. Нека напред чием кај Ѓурѓа, чием кај Зора на кафе. Не, мужот сака дома да е жената привржена. Не да га тепаш, не да га караш, а би е сама свесна дека обавеза мужот е за жената. Дедо Томе е пример за успех, затоа го најде местото, личност на неделата, на телевизија Менада.